Извештајот е искрен, но правичен е коментарот на европските дипломати за годишниот репорт за земјава кој донесе низа критики пред се за немањето напредок во судството и во справувањето со корупцијата. Евроамбасадорот Гиркој вчера зад затворени врати пред државно-владиниот врв го презентираше извештајот, денеска јавно ги анализираше наодите во документот, фокусирајќи се на слабите точки во делот на владењето на правото. Сепак, Гир на извештајот гледа како на начин за охрабрување на сите фактори во државата, и од власта и од опозицијата за, како што вели, да направат многу повеќе за напредок во реформите. The only path to the European Union Единствениот пат до Европската Унија е преку реформите. Тоа значи сеопфатни реформи како што е наведено во извештајот. Ако сакате да ги уживате поволностите на членството во Унијата, мора да бидете доволно отпорни и подготвени за да уживате во тоа. А ние како Унија мораме да бидеме сигурни дека доаѓате како партнер кој е цврст и отпорен. Затоа толку многу инвестираме во реформите. Реформите се од суштинско значење. Во однос на уставните измени јасно е, договорот е дека ги отворивме пристапните преговори, скринингот тече добро, барањето за патокази е доставено. Следниот чекор е јасен. Движењето кон преговорите за првиот преговарачки кластер зависи од уставните измени. Власта не негира дека има слабости во функционирањето на процесот на евроинтеграција, но сепак главната вина за остриот речник што Брисел го користи во извештајот ја гледа кај опозицијата. Ако треба да определам јас кој е главниот виновник, сигурен сум дека главен виновник може да се лоцира во онаа политичка структура што упорно блокира сопствената држава со години. Тука немам никаква дилема. Инаку, многу повеќе закони и многу повеќе работи ќе беа направени да не беше таа блокада во собранието и таа блокада на секој чекор. Дали се работи за преспанскиот договор, знаеме во какви услови и како се донесе. Дали се работи сега за овие уставни измени. Ние секогаш сме се соочувале со сериозни блокади. Тоа не значи дека ние како влада немаме недостатоци или слабости кои што треба да се надминат, или дека другите институции кои што работат во правосудството немаат недостатоци и слабости. Другата страна повторува дека станува збор за најлош извештај што досега земјава го добила. За забелешките на Европската комисија за блокираната работа на парламентот, опозицијата вели дека е задоволна што Брисел тоа го нотирал. Задоволен сум што тоа е нотирано затоа што ние како пратеничка група со така наречената активна блокада, која што ја спроведувавме во собранието, во ниту еден момент не ги спречивме битните процеси и битните закони кои што беа во корист на граѓаните, и тоа е нотирано во самиот извештај на Европската комисија. Активната блокада беше еден вид на реакција од страна на пратеничката група кон владата и парламентарното мнозинство и имаше за цел да го спречи носењето на криминалните закони кои што беа меѓукоалицијски пазар на партиите од власта. Не сме изненадени од содржината на извештајот е ставот на опозицијата од албанскиот блок. Ова е жална вест за граѓаните на нашата земја. Иако не е нова вест за нас. Коалицијата Европски сојуз за промени веќе подолго време предупредува дека интеграцијата во ЕУ за оваа влада не е примарен фокус, бидејќи таа е зафатена со бизнисот на игрите на среќа, како и со зголемување на нивото на корупцијата. Европската комисија меѓу другото нотираше дека земјава се соочува со предизвици во делот на владењето на правото, немање напредок во судството и во борбата против корупцијата, како и силна политичка поларизација пред се во парламентот, поради која било одложено усвојувањето на низа закони важни за ЕУ реформите. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.